почитувани медиуми, почитуван министер. На дискусијава токму по третата кризна состојба во Република Македонија, која што ја дискутираме денеска, мора прво да дојдеме до фактот зошто прогласуваме кризна состојба ако е се така како што велите вие. Ако сме немале проблеми, немало да дојдеме до ова дереджи, немало да има потреба да прогласуваме кризна состојба. Тоа е под број 1. Понатаму, ајде да се повикаме дека пратениците на ВМРО ДПМН или опозицијата повикува да има кризна состојба, но еве јас ќе се повикам на коморите. Нема комора во државата која што не апелираше дека мораме да најдеме начин малку поорганизирано да управуваме со кризата или со енергетиката во оваа држава, заради тоа што ќе дадат поскапување од навистина сериозни размери. Еве, ќе се повикаме на самата комора на енергетичарите во државата, каде што упатуваше на неколку наврати пред да дојде до ова дередже, како ние треба да се однесуваме со сите овие работи и со сите предизвици кои што се пред нас, за кои што вие упорно како министер ресорен за енергетика и оние кои што се поставени да управуваат со енергетските капацитети во државата, одбиваа да слушаат. Денеска дојде веста дека и четвртиот тендер има пропаднато, односно дека Елем нема доставено понуда до Евана Хоум, заради тоа што се разликуваат во роковите. Се бара 12 месеци, тоа се бара за 6 месеци, а Елем понудува за 12, чинам дека сум во право, и дека ради тоа е пропаднат четвртиот тендер, но дека на 14 декември ќе има нов, каде што Елем ќе достави понуда до Евана Хоум за да можат да го изберат како универзален снабдувач. Јас отворено ќе ви кажам дека тоа е само купување на време, затоа што тоа што вие сте го предвиделе едно со друго нема врска. Не можете вие да велите дека Елем ќе биде 100% добавувач на електрична енергија, кога не произведувате доволно електрична енергија. Прашањето кое што вие треба да му одговорите на народот е недостатокот на таа енергија, која што ќе се јави можеби во облик на 20, 30, 40%, ќе треба да го набавите на слободниот пазар, за кој што од вчера натака мегават час е 340 евра наместо 250 колку што беше претходно. Да се вратиме на кризната состојба. Да, точно е дека беше барање на ВМРО ДПМН преку потпредседателот на партијата Владо Мисајловски. Но точно е дека ние баравме уште две барања, апропо ова. Едно е да се издвои финансиска помош од 250 милиони евра за помош на институциите кои што се, би рекол, надлежни за оваа криза. И тоа е така, затоа што од првиот до 6-тиот месец ќе има поскапување на електричната енергија, а второ е да им помогнеме на општините за целата онаа разлика на цени која што се јавува од моментот кога го склучиле договорот со добавувачот до постојните поскапувања. И сега ќе ви кажам зошто го кажувам тоа, да не испадне дека паушално зборам, додека ве слушам како зборувате, се слушнав со 4 градоначалници и ќе ве замолам вие да се слушнете со вашиот од Кичево, затоа што таму живеете, и да ги споредиме бројките. Конкретно општина Ѓорче Петров, пред да има вакво поскапување од 4 до 5 пати поскапо на електричната енергија, за уличното осветлување и за потрошувачката на електрична енергија за јавните објекти плаќала 600.000 денари, сега плаќа 2,5 милиони денари. Општината Бутел плаќала 1 милион денари, сега плаќа 4,5 милиони денари. Општината Штип плаќала 1 милион денари, сега плаќа 3 милиони денари. И општината Охрид плаќала отприлика 2,5 милиони денари, а сега плаќа 5 милиони денари. Тоа не е поскапување за под 10%, туку тоа е поскапување за 2 до 3%. Но зошто е тоа така? Има, би рекол, затоа што е ситуацијава во фијаско, 3 причини. Првата е празни акумулации на хидроцентралите. Состојбата со Тиквешкото, Дебарското, Мавровското езеро и Калиманци е катастрофална. А зошто е тоа така? Затоа што еве да се повикам на зборовите на Кочо Андјушев. Човекот велеше дека било политичка одлука и покрај тоа што со тоа не се согласувал, кога беа полни хидроакумулациите, да се испуштат, да се произведе вишок електрична енергија, да се продаде и државата да прибере пари, не размислувајќи дека сега во овој момент ние не можеме да се потпреме на нив. Честите дефекти на РЕКот. Таму има директор. Ако не било така, тогаш вие немало да го смените тој директор заради тоа што не си ја вршил добро работата. Значи, чим нешто не е добро како што треба, и ако директорот е сменет, не можете да не убедувате дека се е во ред кога не е. Можете да зборувате за цифри, дека било вака или онака или ова или она, но немојте да заборавите дека ресорните министри за економија можеби на нас за 10-11 години не се променети, односно се од вашата политичка партија. Вие чином сте 5 години министер за економија. Ако РЕКот не работи, односно ако не се случуваат никакви подобрувања од аспект на неговата инфраструктура, тогаш нешто не е во ред. И третата причина е затоа што нема ископ на јаглен. Што значи тоа? Дека ние во државата, наместо
4 пати поевтино да поминуваме и да не ги даваме овие пари. Ние не ископуваме јаглен. Нема откопување на јаловина, нема отварање на нови рудници, нема би кажал соодветни резерви на илјадници тони јаглен со кој што комбинатот ќе работи непречено 10, 11 и 12 месеци, но затоа има распишување на тендер каде што 900.000 тони јаглен ние ќе треба да набавиме. И тоа е факт. Ама ќе го набавиме од Косово или од било кои други земји 4 пати поскапо него сами да го откопаме и да го донесеме до комбинатот. Но зошто е тоа така? Рудникот е поплавен, никој не води грижа за него. Но сепак е подобро за владеачката номенклатура да распише тендер, камионите да вртат и да има провизии за сите. Затоа што ако вие го копате, ако ви работи комбинатот, ако работниците сами го носат јагленот и ако тоа чини 4 пати поевтино, тоа значи дека нема да има тендери и нема да има провизии. Господине министер, зошто Елем и Мепсо се најголеми загубари во државата? И тоа не можете, затоа што имам точни бројки, можеме да ви ги прочитам. Ако пред, да речеме 4 години, било оставено со 25 милиони евра во плюс и 8 милиони евра девизни резерви, а ако сега е минус 20 милиони евра, како успеале тие луѓе таму, кои што вие сте ги поставиле, на кои што вие сте им ресорен министер, да го донесат предпријатието во 40 милиони евра минус од 20 на минус 20. И тоа е факт. Мепсо исто така е во минус. Куштрим Рамадани излезе човекот, кажа, немаме друга опција, освен да крадеме и да повлекуваме струја од Европската енергетска заедница и за тоа треба да плаќаме пенали. За 17 дена, министре, потрошивме отприлика 30 милиони евра. 4,5 милиарди денари ние издвоивме како помош за институциите кои што не си ја вршеле работата, за пари кои што не требаше ги потрошиме, кои што беа планирани во буџетски дефицит, а требаше да се потрошат односно за борбата против COVID-19. Ако тие луѓе, ако вие како министр сте ги натерале да работат, ако вие сте оделе на работа и сте ја работеле работата, сега не требаше да ги потрошиме тие пари. Сега не требаше тие пари да им ги дадеме на луѓето кои што не си ја вршат работата, на луѓето кои што наместо да одат таму и да се погрижат да немаме ни енергетска криза, купувале бутеци по Изгейт, правеле криминали и правеле тендери. Министре, ви кажав и на комисијата, Албанија, за да се опорави од оваа криза, потроши 1 милиарда евра и тоа е факт. Србија нема да има енергетска криза. Зошто? Заради тоа што председателот Вучич ја заврши работата која што вие требаше да ја завршите. Термоелектраната во Обреновац е направен ремонт на истата и произведува доволно електрична енергија за да Србија не почувствува недостиг, односно дефицит на електрична енергија и плюс да даде на другите. Погодете кој прв ќе се јави на тој повик за помош. Ние. А зошто? Заради тоа што некој навремено не си ја завршил работата. И од близко ги следам вашите изјави, нема да ги коментирам лично, мада ако сакате можеме да влеземе во детали. Од кога се појави гласината за енергетска криза, ги следам затоа што ме интересира тоа. Велите сега и на комисијата употребевте еден збор кој што навистина лично не ми се допаѓа, ги боли, не ме боли мене, господине Бектеши. Еве да не се 10%, да се од 7 до 9, така ќе речем. И ние треба да се радуваме за тоа. Ние треба да славиме затоа што ќе поскапи струјата од 7 до 9%. Дали знаете тоа колку е на една сметка од 2000 денари? А што ќе кажат сите оние семејства кои што се греат на електрична енергија, каде што во просек сметката им е од 15 до 20.000 денари? Дали сваќате што се за 7 до 9%? Еве, во 6-тиот месец ќе престане да важи времената мерка за ДДВ-то. Кажете им на граѓаните дека уште за 10% ќе се поскапи струјата, освен ако не го сториме истото, а не можеме да го сториме затоа што како држава не можеме да го издржиме затоа што не недостигаат приходи. Тоа се гледа и по буџетот. И на крајот од денот ќе ви кажам само една работа. Овој процент од 7 до 9% не ги допира оние кои што не плаќаат електрична енергија. Нив не ги допира затоа што и така не се дисциплинирани кон државата. Но честните македонски граѓани кои што се од сите националности и кои што навистина не може да сврзат од крај со крај и навистина и така ги погодува. А дали можеше да се прескокне? Да, можеше. Како можеше? Ако вие, Васко Ковачевски и сите тие кои што сте ги делегирале по електрокомбинатите, си ја вршеле својата работа наместо да мислат на нешто друго. Затоа, покрај кризна состојба, размислете, да ви дам два конкретни предлога за издвојување на 250 милиони евра за помош и на стопанството и на граѓаните, затоа што кај стопанството не е од 7 до 9%, туку е од 4 до 5 пати, и за помош да им пружиме на општините затоа што навистина им е потребна. Благодарам.